Председателя, мојот предлог се однесува на точката 2 од дневниот ред и забуната која што настанува помеѓу власта и помеѓу опозицијата. Имено го посетив сајтот на Собранието и дневниот ред на Комисијата за избори и именување, каде што дословно стои дека на седницата број 13 точка 1 е утврдување предлог за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија, додека во извештајот кој што ни го дава председателката, пишува во прилог ви се доставуваат предлозите. Значи, сакам да направам јасна дистинкција помеѓу предлог во еднина и предлозите во множина. Имено што е финтата? Финтата е што сите три предлози се ставени во една точка. Од тука статусот, се уште статусот на сајтот стои неразгледана. Тогаш, моето прашање е како може точка која што не е разгледана, согласно деловникот, не е затворена, не може да има материјал за расправа кој што би ја расправале на пленарна седница. Еве вие како експерт по право, јас како арабаджија, па да ми објасните вака, пошто вие го толкувате деловникот како ќе ви текне, како може точка која што стои со статус неразгледана да добиеме извештај на главна расправа. И за да го поентирам вашето пинг-понг со играње со ВМРО ДПМН, еве ние имаме едно соломонско решение, председателе, кое што на 17 мај е поднесен како предлог закон со архивски број 08/2317/7, но никако вие не го ставате на дневен ред, односно не ни го давате правото како овластен предлагач да можеме да го елаборираме за да пленумот собраниски утврди или не утврди потреба од скратено носење на овој закон. Имено станува збор за предлог законот за уставни судии, кој е единствен ваков лекс специјалис во државава. И што е новината кај овој закон? Новината е тоа што се воведуваат јасни проверливи критериуми за дефинирање на уставната флоскула истакнат правник, па така не би можело оваа која денес е предложена, некоја се чиновничка, да ги исполни овие услови. Исто така се предлага и јавен оглас или јавно сослушување, интервју со подкомитет за селекција, значи еден правнички подкован закон, кој што вие два пати одбивате да го ставите на дневен ред. Значи, мојот предлог е, бидејќи не се исполнети деловничките критериуми, точката 2 да се тргне од дневниот ред. Ви благодарам.